Струмичани плаќаат двојно поскапо за гасификација отколку скопјани. Ова е резултат на криминалното владење на Зоран Заев во општина Струмица, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Дарко Костовски денес на пресконференција го обвини првиот опозиционер Заев дека преку фирма на свој сопартиец врти милиони евра од општинската каса во Струмица. Митко Андреевски, инаку председател на Комисијата за енергетика од Социјалдемократскиот сојуз, преку фирмата CNG, регистрирана на име на неговата сопруга во семејна куќа во Драчево, набавува и им продава газ на струмичани за цена 2,5 пати повисока од онаа што ја купува. Во периодот од 2011 година до денес, оваа фирма од општинската каса во Струмица има инкасирано над 2,5 милиони евра преку 3 тендери за набавка на газ. Еден човек, една фирма, еден бизнис и обрт од 650.000 евра за само 2 години, импресивно и за најголемите криминални организации низ светот. Заев смислил идеална шема преку неговиот пријател Митко Андреевски како да испумпа милиони од джебовите на граѓаните. Андреевски регистрирал фирма на име на неговата сопруга Билјана Станголева во семејна куќа на улица Атанас Риздолов во скопската населба Драчево, која е во собственост на незините родители Станголеви. Значи фирма без имот, регистрирана во куќа со само еден вработен и главен дистрибутер на газ во Струмица. Врти милиони секоја година. Ова е куќата што ја објавија медиумите на улицата Атанас Раздолов во скопската населба Драчево, во која според централниот регистар е регистрирана контроверзната компанија CNG Systems. Документите покажуваат дека фирмата нема никаков капитал на свое име, ниту пак поседува канцеларија или опрема. Основач на компанијата е сопругата на Андреевски Билјана Станголева, а куќата се води на име на незините родители. Оваа фирма која има само еден вработен за 2 години има чист профит од 650.000 евра, кои се пари добиени само од една компанија, односно јавното предпријатие Струмица Газ. Директорот на Струмица Газ Зоран Китанов потврдува дека цената на гасот кој го набавуваат е над 24 денари. Последните податоци од Делем покажуваат дека оваа државна компанија која набавува газ за грејење на скопјани за истата количина од метар кубен плаќа 13 денари, што покажува дека фирмата на функционерот на СДСМ прави чист профит од 11 денари по метар кубен. Името на Митко Андреевски се поврзува и со скандалот во кој како вработен во Министерството за одбрана месечно на службениот телефон трошел по 2500 евра за да гласа во емисијата Чуму во полза на територијалната поделба во дебатите во емисијата. Против Андреевски се водеше и судски процес и беше санкциониран со парична казна поради огромните телефонски сметки.